Манифест за преговори со Европската Унија, декларација за Илинден. Власта председницата за уставните измени се обидува да прави притисок, но и пред избори да собере некој политички поен во име на националните интереси. Но според упатените зачудувачки е зошто ни се потребни вакви документи, кога во Македонија никој не е против европската интеграција или инденското востание, кој пак е составен дел од уставот и законот за државни празници. Историчарот Тодор Чепреганов вели дека декларацијата за Илинден, која ја предлага СДСМ е за доцната реакција на власта по бугарските провокации, но при тоа појаснува дека тоа е само парче хартија кое нема обврзувачка моќ. Оно што го прави на нашите политички субјекти, пред се оние кои што се на власт, го прават по инерција на оно што прави Бугарија. Ако Бугарија направи нешто, ние дури и тоа не го правиме, не одговараме веднаш, меѓутоа чекаме да помине известно време додека да се слушнат реакциите на определени политички коментатори, субјекти, да реагира јавноста и дури тогаш се преземаат мерки. Според Чепреганов, дискутабилно е и пишувањето на вакви документи без консултација со опозицијата. Тој смета дека тоа ќе создаде нови политички подолби во државата. Сето тоа, како што реков, е притисок на опозицијата за да се прифатат уставните измени. Ова се што се прави е во таа насока. У суштина, мене ме плаши да не дојдеме во ситуација како за време на информбирото, кој е за Европа, кој е против Европа, кој е против Тито, кој е за Сталин. Мислам дека полека одиме во тоа и ќе почнеме да се делиме по тоа. Еве, веќе имаме оние кои што не го поддржуваат прифаќањето на уставните измени, се декларираат, се означени како руски ботови. Чепреганов посочува и дека никој не е против интеграцијата на Македонија во Европската Унија, туку против начинот на кој што тоа се прави, со распродавање на националните интереси.